Здраво на сите, јас сум Джелан Велио, а вие гледате Д програма. Денес со другарите Мариглен и Александар ќе разговараме за повпечатливите, да кажам, појави настани што се случи овој период. И прво јас би дала краток вовед за мене што беше тоа највпечатливо. Имаше избори во СДСМ за председател на партијата и еве стварно ќе разговараме и со вас. Мене ми е чудно како после тој модел што го применија на као директна демократија, каде што членовите за прв пат мислам дека гласаа за председател на партијата, наместо да се гласа тоа во органите на партијата, како членовите после се ова што се случи, цел овој пораз што го доживеа СДСМ, избраја за председател лик кој што беше министер за здравство во време кога се изгоре ковид болницата во Тетово и умреа 14 луѓе. За тоа никој не сноси одговорност, но еве една партија што себе си се нарекува социјалдемократска, која што доживеа огромен пораз на овие избори и која што као практикуваше директна демократија, избра таков човек за председател. И да не заборавиме дека Венко Филипче беше и советник на Никола Тодоров, мислам дека се викаше претходниот министер за здравство, кој што беше нарекуван како министер на смртта. Јас и тога се чудев како советникот на министерот за смртта стана министер за здравство, а сега па на некој начин председател на најголемата опозицијска партија, па сакав да разговараме што мислите околу тоа, дали тоа е као волјата на членовите на СДСМ или пак сепак се работи за некоја директива од не знам, различните групации. Со мене, а? И јас од десна страна. Искрено, СДСМ е каша попара партија, сега последниве, колку там, 2-3 години, 3 години, мислам дека, после тој пораз на фактички локалните избори во 2021 година и председателот бе нивни кој што едноставно беше ремче да се замени претходно Заев. Сите го знаеме ние тоа лице, таа лика прилика. Оти се знаеме ние не само од власта и така натаму режими межими, туку го знаеме и од протести кои што во суштина беше оној што направи прекупец. И имам тој еден пријател, значи знае да го нарече прекупец. Као ќе земам од тука поевтино и ќе го продам таму поскапо. Трговец во суштина со она што се нарекува ова е, како да кажам, политичка волја, иницијатива, ние го имаме тоа искуство од минатото и во суштина сад тој едва и чекаше, пошто гледаше дека оние проекти што тој сакаше да ги проектира, да ги лансира, да ги спроведува, што некој го советувал, сигурно и советници, да му се гениални како самиот тој, дека беа, како да кажам, неостварливи концепти, имаше секакви луѓе се вртеа околу него, околу нив во тој период и што ти знам така натаму, луѓе од поемане на владиниот сектор, од странство имаше луѓе и така натаму. Па и луѓе што наставно се обараа чарето во уствари животот. И да скратам сега, да не одам многу, значи сметам дека овој човек што сега е избран, што многу малку го познаваме ние од политичкиот живот, иако го знаеме, тој беше министер, и тоа не сум го слушал, јас ниту на дебата не го слушам, како се изразува, како овај, како да кажам, знае да ги склепи сите тие поеманеаме реченици, мисли, логика, аргументација. Не сум слушнал јас онова, поеманеам. Читаш некои извештаи за време на овај поеманеам пандемијата. Па тога се водеше многу позитивна кампања против него, мислам за него. Секогаш има позитивна, слушај го Венко, да, она што ти што овај, како да кажам, ќе се појави на пресконференција, ама не го слушај Венко, она што како да кажам, желбите тој човек од овај па тоа што го слушнав барем јас на овај подкастот, заборев како се овај, појавам вика тој еден, Бојан 13 беше кај него, кај што во прво лице учествувал и Бојан 13, а немам причина да му верувам, многу повеќе можам да му верувам на Бојан 13 отколку на Венко и на Заев, искрено.
8 септември го договарале болницата 8 фактички септември, екс-војна болница, да ја продаваат. Значи не знам точно што ги спречило, дали пандемијата било или што и поима немам така натаму. Значи приватизација на една болница што има многу голем капацитет, што многу луѓе ги снабдува со услуги. Социјалдемократија, тој е председател. Извинете, не дополнам овде околу приватизацијата. Во 2019 година исто спрема е приватизација на брзата помош, ако се сеќавате. И на 1 мај баш таа година ние протестиравме пред Министерството за здравство поради таа причина. И после излеа пандемијата, тоа го одолговлекуваше. Да, ама сакам да кажам дека значи социјалдемократска партија, социјалдемократија. Мислам тоа нема врска ниту со социјалдемократија, но овај како да кажам, па не со таа социјалдемократија за која што сме читале ние на Роза, Кауцки, нема врска со тоа, туку има, ова е онај, како да кажам, третиот пат, нели, што го промовира Гиденс, кој во суштина заборава на овај, како да кажам, тој јавен сегмент. Економски нема нешто сериозно овој председател да се разликува од претходниот председател, иако претходниот председател градите ги направи синејци од јас сум левичар, беше нешто тоа За кој председател збориш? Заев. До претходниот е овој Ковачевски, не го избра на избори. Тој не беше председател. Го избра, мислам. Ама тој не беше председател, тој беше, мислам, онака. И овој како така. Така што тоа е тоа што јас значи можам да му дам малце простор на... Ова проблематика ја многу слабо ја следам некако. Мислам пред 20 години знаев кои се сите министри у наша влада, некојаш така малце поише ме интересираше политика, од тој аспект дневна политика. Сега стварно не следам многу за избори, не знам. Знам дека оној како се викаше Јово само го заборев и презимето, другиот против кандидат што беше председател на, односно директор на агенција за иновации и така натаму, тој му беше против кандидат и тој беше од Скопје, тука од Скопско крило. Некој Филипче од Скопје, така да од Охрид, тоа е со потекло. Као? Кој, Филипче, да, добро. Филипче, меѓутоа сега Скопјанец е, да. И сега може има некој имам на Facebook, имам некои пријатели што се членови на СДСМ вака од Скопје. И гледам дека сега излагаат со таа подршка дека може ќе ги консолидира Филипче, да. Се пак тоа е, што да кажем, све тоа е пиар, не знам како да кажем, например, пак Филипче, за разлика од другите, во лицето на јавноста е као Роналдо, односно другите фудбалери. Зошто? У Португалија. И се цела Португалија навија за Роналдо, појма нема се од фудбал, више стар, стварно не игра и заложник е, и сега Филипче ќе се навед плаче, да. Сега Филипче ќе се навед исто како некој што го знае, беше министер, дали што направил лошо добро више не е битно, ама еден период беше звезда, нели му бара брак, ваму таму сите му аплодира. Девојки беше популарен. Он као професионалец исто си е добар веројатно као што е неврохирург или така нешто. И се од друга страна по македонска политика исто многу има доктори, посебно од албанскиот блок од другата страна, све се доктори. Па они политика може многу не знаат, ама се угледни меѓу одреден тип на луѓе. Сега исто е рецепта и тука, као него у професијата веројатно го цената. Сега за политика ако правиме, мислам што да ги коментираме големите партии. Знаеме дека се као корпорации, натре интересни групи има кои ќе се постават на позиции, кои фирми идат позади што ќе лапнат тендери. Нема што да коментираме околу тоа. Се може да го објасниме уште еднаш, да си го потврдиме дека е веројатно тоа. И сега пак тие се поголеми, да кажам, формално имаат членови. Сега како беше овде требаше сите да гласаат, така сите што се регистрирале, ама требаше да се регистрираат до одреден период за да гласаат нешто. Само имам дослушувано работи, баш него следев целиот процес. И сега преку тоа се гледа и колку имаат они членство, колку имаат активно и заинтересирано членство. А веројатно партија што долго години постои, има различни кланови, некои се пасивизирани, некои ќе се активираат одреден период, некои помалце. И сега знаеме дека беше близок со работник и си возеа оние моторчиња на 4 акви со Заев и дека заеднички бизнис сделки имале, така да продолжува таа политика. И многу е тешко да се симне нека политика што има реална моќ, што вработила многу луѓе, што има бизниси, што може да вработува луѓе, што им дава прилики да патуваат, да влезат у невладини, у владини било каде. Мислам, тие имаат реална општествена моќ
И луѓето бараат такви луѓе. Сега може им делува по авторитета на другите кандидати, стварно има моќ. И као доктор има моќ. Така да луѓето сакаат луѓе што презентираат моќ. И сега тоа мене би природно да го изберат. Да, кој ќе видиш дека како да кажам против кандидат дека беше Славјанка Петрова, мислам, беше таа што кажа дека го затвори небото Лавров за да не лета. Мислам стварно. И која што искрено ми стана симпатична мене баш поради тоа што во како да кажам суштина беше против кандидатка, беше. А сите како да кажам ние знаеме и многу добро кажа тоа, јас преска заборев да го кажам дека најголемите партии се раководени, односно се како да кажам организирани, структурирани, координирани со олигархијата. Во суштина се луѓе кои што се блиски до олигархијата и дневната политика постојано е блиска до олигархијата и се што гледаме ние, вестите особено тие што ги гледаме и така натаму цело време, се во суштина сите содржини значи го прават оној слој кој што е потребен за да ја пополни празнината фактички животите на луѓето од сето тоа кое што нив ги тишти. Да. И добро, така натаму. Сите, мислам, партии што ние ги нарекуваме буржујски партии или се нели во корелација со олигархијата, со капиталистите, се управувани од капиталистите или па целат да бидат во корелација со капиталистите? Па нема поинаку и како да кажам простор немаат. Ако влегуваш во дневно политичкиот како да кажам тоа Игра за однос сакаш да ичеш таму, некој ќе ти се јавуваш, ќе бараш некои услуги, преку служби ќе почнат некои да те поема неам па да те хранат со некоја информација, па после тоа ти ќе треба да извршуваш откако ќе станеш, односно откако ќе се факторизираш, нешто сосема друго. И што таму така, ова не значи дека не треба луѓето да се занимаваат со политика, с краја да е, туку ова е една страна што ја гледаме, значи како да кажам ние, која што ја знае секој втор човек или секој човек во мислам нашата држава, меѓутоа кој што и кој што прави некоја апатичност и како да кажам многу често вознемирување поради фактот што едноставно гледат дека значи што и да се случува во име на некоја општествена промена, на крај завршува со тоа дека на крај големите крокодилите или кои да се таму ќе се како да кажеме договорат меѓу себе. Усреќат. Ќе се усреќат, ќе си пијат кафе, ќе играат табла. Па добро сега, значи сите знаат дека големите на крај или се тие што се договарат сделките, па на тој начин или и го обликуваат нашиот живот и го насочуваат, ама од друга страна па малите се расцепкани со национализам преку тие големите. Еве се имавме случка на кораб, мислам дека беше алпинисти по националност албанци. Мислам дека беше така, го тргнале македонското знаме. Од Албанија ли беа тие, така? Па не знам од каде беа. И јас не знам од каде. Значи битно беше дека беше тргнато македонското знаме и поставено албанското знаме. И тоа што значи во нашата територија, значи даде, ама и како тоа се рефлектира во меѓучовечките односи тука? Па сега актуелни се нели фудбалски настани првенство, така доста национализирани од сите страни по Европа го гледаме. Тука на Балканот нас највише надопира, иначе кораб е заеднички највисок врв и на Албанија и на Македонија. И веројатно двете знамиња стојат тама. Не знам, не сум се качил на кораб за жел, ми се качува. Па ќе видам како се осеќам таму кога се качам, дали ќе ме удри. Може ќе ме удри и мене национализам како се качам. Смешно е стварно тоа. Ама одредени луѓе преку тоа собираат поени, се што да кажам. Сам пак се враќам на тоа дека може они не
одреден човек не е и баш толку националист, ама знае дека тоа пали кај народ. Па тоа, да. Дека тоа се игрите кои што го палат народ. Сега ти спомна и претходно некоја демократија директна у СДСМ, па гласање, па тие партии, ама и тие партии исто која се враќаше и СДСМ нешто да покаже дека погрешни чекори правеле Ковачевски Заев, почна тоа некоја опозиција да им замерува и за промена на името, замерува за такви некои национални концесии што ги направиле во однос на албанците, во однос на меѓународната заедница. Па и се отцепилен дел, нели, да. овој максимум. Така да се уште припадноста кај најголем дел од населението, сиромаштво или како да кажеме, или со пониски примања, иако не живее лошо, е главно припадност кон нацијата. Да. И највише ги разгорува тоа прашање. Кога ќе постигнат нешто, значи самото постигнување да си успешен, не знам, што каратиста било што, неко самиот успех сам за себе веројатно не им е толку битен колку што им е битно кога ќе споделат со заедница позај нив. Дека си победил ти на некој, да речеме, карате настан, имало тука 20 надпреварувачи, ти не осеќаш, тоа е победа за тебе, така. И сега кога излезе некој да те праши, ти се обраќаш на нацијата, ти сакаш да им се допаднеш на сите. Сакаш да станеш некоја икона, како е Роналдо, пак ќе спомнам, ка сака да биде икона на Португалија, да руши рекорди и било што. И се со сила мора се за него да играат. Така. И тоа ги обзима луѓето. Мислам, можам да го кажам дека е на некои протести што сум имал ја искуство 2011 која сум држал мегафон, така кажам. Иако прогресивни протести и се збориш една работа и си имаш ти идеја што сакаш да ја кажеш. И одеднаш луѓето навиваат, и против овие јаничари, овие што се на власт било што. И полека те обзема исто потребата на тоа да не ја разочараш некојаш. И многу од тие се чув дека тој, дали се ја спомнавте или не знам, дека тој што го сменил знамето, дека бие и некој блогер било што, значи се адресира на некоја заедница, сака да биде интересен. Така да сите што водат емисии било што, сите играат со национално прашање. Не сум видел еден антинационалист да води популарна емисија или било што. Сите играат со тоа прашање. Затоа не сме популарни. Ние и ќе видиме колку ќе станеме популарни. Така да тоа мене ми се јасни тие игри, дури кој пориво, дури некојаш и несвесно тоа го прават, ама се дел од таа пропаганда, дека припаѓаат негде и тоа е многу битно и така натаму. Така го гледам јас. Да, ама јас од друга страна, па мене ми е преку глава од тие знамења, од тие инсигниите, што вика еден лик, од дневната наша политика. Инсигниите, мене ми е преку глава, искрено дојдено. Јас, например, многу не сум фан на тоа знамења да се ставаат. Гледаме луѓе, например, тргнал од Македонија или од каде и да е, Хималаите гори, ќе бум, ќе усвари закачи знаме некое. Тоа мене, како да кажам искрено, ми е малце чудно. Е индивидуален подвиг тој. Тој го сметам како индивидуален подвиг, затоа што не цела нација се крева да оди не знам каде. Ние сме представници на нашите заедници во моментот кога како да кажам, практикува, например, како да кажам, кога ќе се качиш на планина некаде која ќе одиш, да не офрлаш ѓубрето. Нашите планини многу често се полни со ѓубре. Полни со... Ние сме представници на оваа нација или на која и да е нација, ѓубрето е нашето знаме. Во тој случај кога ние го фрламе ѓубрето. Она што некој ќе го постави знаме, тоа мене ми е стварно бесмислено и тоа е акт, го сметам акт на национализам. На онај мит дека на највисоката точка на оваа територија ќе поставам знамето кое што сметам јас дека е најблиско до мојата крв, до моето потекло, до тоа што ја отсликува целата таа моја фантазија на моето постоење, на моето потекло, историјата од кај потекнува тоа мислам дека идентитет го врзува само со идентитетот на нацијата, на државата. На митот. Јас ќе како да кажам, значи тоа не е некоја посебна, како да кажам, опнал знаме, брейшо напред, голема работа, така. Сега, меѓутоа, да, и ќе се, како да кажам, надоврзам, да, сето тоа што го кажа ти е многу точно, меѓутоа, во секој случај и имаме тука нешто што е многу бесмислено. Бесмислено е се она поттеклото, историјата, знамето, ќе го носам знамето, ќе го врзам.
сето тоа е потреба човек да се идентификува, да како да кажам, да се втолпи, да стане дел од некоја толпа кај што сите ние заедно ќе сме солидарни. Во суштина, ја знам дека ние не сме солидарни. Дека ние не сме солидарни, дека ние солидарни сме Вардар кој ќе освои титула и сите ќе се собериме, секој знаме ќе си има по едно знаме, секој човек има, да, ќе си тера, ќе си вика, има некоја солидарност, али утре еден од оние кои што го има знамето, значи да умира за воздух на улица или за јадење да умира, некој друг што си огледа својот живот, да кажеме, што исто така носи знаме, нема да му подаде рака. И таа солидарност, да речеме, јас ја гледам како во тој случај сме ние представници на нашата заедница и во тој случај гледаме дека ние сме оние ѓубретари што ја загадуваме природата и планината, што не му помагаме на нашиот близок, а што сакаме во чинот на некоја манифестација на митот, на онаа митологија наша што ни е многу блиска, не е да овој како се вика да изразуваме и одразуваме некое заедништво и некој патриотизам што пак ќе кажам за мене е малку бесмислено. Па добро, тоа што вика со заедницата, таа заедница е вештачка, заедницата на знамето, на етничката припадност, на националната припадност, бидејќи во таа самата заедница ние имаме нели различни слоеви на луѓето, значи имаш ти ултрабогати луѓе и како што кажа луѓе што се хранат од контејнери, двајцата можат да имат знаме. И сега едниот со истото знаме го угнетуваат. Постаро ќе биде на тој што нема пари. Ама исто изветвено малку, ама по значи силно со овој дух. Ама кога треба тоа да се користи со национализмот, со патриотизмот, овие богатите се ослонуваат на тие сиромашните, тие ги барат да го бранат после. Ево па јас овој па тоа што нам памтам дека беше 2011 тоаш со овој кошарката. Четврто место бевме, така? Овој па ние па се вратија од не знам каде, па им триумфална платија неколку пари, што да кажеме. Океј, немам против тоа. Знамиња на секаде и против тоа немам. Вида, памтам Битола, јас бев уште Битола Скопје плюс минус така некако бев на Расчекор. И памтам Битола имаше магнетна резонанца во овој како се вика во Сајчеш болницата, која што прво не работеше, второ немаше лице оспособено, обучено да може да ја работи таа. Одеа луѓето од Битола, плаќа Лерин, плаќа по овој како да кажам 400 евра или појмам колку пари да се снимаат во случај да не имат некоја лоша болест или така натаму. Кравари Битола памтам да исто така по 250, мислам дека. Да, епа направи го тоа и после тоа продавај гачки, јас мислам. Значи не патриотизмот на знамето, патриотизмот на знамето има тој еден овој како се кажа лик од Албанија, Фатос Љубоња е тој што ми е мене многу интересен и така натаму, кој го дефинира тоа како патриотизмот на знамето. Колку по-високо ќе окрениш знамето, толку по-големи глупости се случуваат долу под тоа знаме. Колку по-големо е знамето поставено, толку поќе криминал, корупција и така натаму и така натаму. Во сите овие процеси, значи што ги зборувавме за национализмот и слично, каде се наоѓа образованието во сето ова? Дали образованието наше е националистичко или патриотско, би рекла? Па мислам дека секое формално образование е на некој начин патриотско и националистичко, секоја национална држава, дека формалното образование е национален проект, па чак и дали е приватно, дали е јавно државно, треба да се акредитира пред државата, значи државата дава услови за одредена образовна институција да се формира, така што се е тоа подкапа на државата и се сме зборали претходно на различни теми, дека историите главно се национални истории, што ги учиме, и главно секоја национална историја со за непријатели од
другите пропаганди, од другите национални истории, дека секој сакал да зграби од одредена територија, од земја, дека секој народ пропатил од комшијата, тоа го имате у секоја национална историја, ќе го видите. Само едната страна, значи, се прикажува. Посебно вакви помали земји, не баком случајот со Македонија, па што била територијата историска делена, значи, тука многу силно влијание има образованието формално, историјата што ја учеле децата у школа, а и разговорно што се пренесува. И во Македонија и во Албанија се едно, тоа се земји што пак биле као помали, тука имало поголеми држави, Југославија, СХС, претходно Отоманска империја, и албанците се поделени у различни земји, и македонци историски различни, така да тука многу тоа влие. Значи едно и луѓето што го зборат и надвор секојаш ние сме делени, значи и без да е она формалното образование и уличното образование и семејното образование, на семејното воспитание често е така, како се гледа вината за неприликите кај комшијата. Ама дали албанците беа добри со македонците, дали беа балисти, дали не, кај албанците сигурно има други контраприказни. Така тоа се влијае. Образованието би го гледал ја многу побитно од друг аспект како ќе не изгради нас као личности, ама главно не прави да бидеме алатки у системот и припадници на етничка заедница и на нации, формалното образование. Јазикот што го збориме, па дијалектот што го збориме, кои се примеси, за кои народности погрдно збориме, изјадени као дете. Овие во вака поставени системи и држави не може ни да има поинакво образование, бидејќи ако се согласиме дека образованието е најмокната алатка за креирање на идните генерации, за креирање на една мисла, да речем, на сите, нели, поменуваат низ исто образован. Друга тема, ако збориме за образованието, знаењето, дали е моќ, дали е прилика да се изгради, што е сосема друга тема за квалитетот на образованието, што можеме да направиме. И образованието го гледам сега не ова што постои, него низ процес на ние што се образуваме, што си правиме, дека образованието не е нели само у школа да идеш да седиш. Повеќето од нас не сме сакале да идеме у школа. И ако сме сакале некој да учиме и не било, не сме сакале да седиме таму да трошиме времето заробени. Образованието дава потенцијал, односно потребата на човекот да учи, да спознава, да размислува, дава потенцијал и може преку образование да се влијае на млади генерации. Меѓутоа сега како што е воспоставено образованието да е диригирано од одреден центар на моќ, произведува тоа што го произведува денес. Не знам дали е проблемот дека е диригирано од центар на моќ или дали е проблемот кој е центарот на моќ, бидејќи пример во други земји, да кажеме, со други економски системи, политички системи, општествени уредувања различни, може нели да се применуваат различни вредности во образованието. Сега во капиталистички земји, во вакви националистички, на балканскиот полуостров земја што претендира да биде единствен излез во влезот во Европската унија, значи не може ни да се очекува нешто повеќе од образованието, значи што нуди нашата држава, па да нуди нашето образование. Во старогрчките гимназиуми покрај физкултурата главен предмет беше и музиката. Така почињаше мојот професор по музичко заделени работи и така вдахновено ќе влезеше и правеше некоја промена, ќе го слушаме, ќе го послушаме што збори. Се ова што го збориш, каква и да е системот на образование, самиот може да има добри проекти, не може да биде толку влијателен колку што културата што ја градиме како општество, како систем, тоа што го кажуваш. Да. Дека едно е што предава, а друго е како се однесува. Дека ние постојано учиме од професорите, од било што од луѓето, од средината, од родителите, учиме од тоа и како се однесуваат, кои вредности ги гаат. Така да, ако сосема они на еден начин се однесуваат образованието, формално ни кажува друга работа, тогаш па сосема го омаловажуваме ние нашата перцепција образованието, која тоа е само идеја дека ќе станеме добри граѓани, ќе почитуваме, а не функционира така системот. Гледаме ние како функционира, гледаме и они као професорите, вие бидете добри деца, они меѓу себе се борат за позиција кој да стане директор од школата, кој некој се удвара на родителите и така натаму. Тоа сме договорите да се на неопределено. Или учениците се борат кога ја ги учиме сите, кој рекол фон е фин со учител за му добие оцена. Гледаме кој што функционира општеството. Одлика на самото општество е образованието уствари.
И не може да биде поинаку. Одлика е точно. Одлика. И се надополнува, значи ако одлика е образованието, после образованието гради исти такви луѓе и се репродуцира постојано. Значи Да, тоа е така едноставно дека да го кажеме као равенка, така е, мислам. како формула. Да, иако има, можеме да кажеме, имало проекти така на луѓе да посакаат нешто да сменат. Ама малце се тие се малцинство. Бидејќи системот, целиот начин на живење произведува мнозинството луѓето да бидат прилагодени кон системот. Тие другите што се Дон Кихотовски со некоја борба со верите, сакаат нешто. Бегаат часови. Се малцинство да речеме, и као наставници се малцинство и као ученици стануваат малцинство, тие што. А иначе постои потенцијал за промена, секако дека постои. Е еден фактички од главните идеолошки елементи на овој, како да кажам, државниот бесајаш апарат е меѓу другото образованието, нели? Главниот, зошто? Затоа што ја прави најголемата лага, во суштина го создава најголемиот мит, а и да не е лага, да не испадне дека ете јас сум дел од таа, мислам лага, меѓутоа да, во митоа еден голем мит бе создава, односно митови создава главно за историјата, меѓутоа не се за историјата, туку и за општеството и за она на каде се насочува самиот бе човек. Самите ученици главно се многу дезориентирани, како што јас како да кажеме моето искуство, како какво што е последниве 4 години како што предавам јас во јавно школа во суштина, што е едно од добрите школи во суштина, каде што се произведува поинаков кадар, уметници излегуваат. Значи не се оние, како да кажам, класични мануелни работници, туку во суштина, иако и од овие ќе станат работници. Се мануелни баш поише. Ќе станат работници и овие, во суштина, фала Богу, тоа е мојата идеја што јас им ја усвари кажувам, дека вие без разлика колку сте, како да кажам, талентирани и уметници и добри така натаму, сепак вие ќе треба да работите. Односно, сепак и уметноста на крајот на денот и образованието зависи од она што се нарека трудотворство. Значи, сите ние сме вклучени во еден синергичен однос во креацијата на општеството и во креацијата на овој, како се вика, на таа економија. Значи, се ова што имаме ние сега, водата тука, чашите, облеката и така натаму, ние не си ги шиеме дома, па откако ќе ги сошиеме па да дојдеме или ќе тоа е се организирано и секој од секој зависи. Во суштина секој е поврзан со овој, како да кажам, секој. Образованието има една деклинација од она што го промовира до она што се практикува и тука многу добро кажа ти, дека образованието и едукацијата, воспитанието меѓу другото не е врзано само со овој, како се вика, образованието формално во школа, туку и надвор, например, како се однесуваш ти. Ти ако фрлаш ѓубре, пак ќе го земам истиот пример како претходно, ти ако фрлаш ѓубре, а од друга страна се промовираш како патриот, ти си патриот на знамето и дека ти ништо друго, и ти воспитуваш други луѓе, оставаш пример врз база на твојот, како да кажам, пример што ти го екзекутираш со самото тоа што го правиш тој чекор. Значи, и за конкретно нашето систем, нашето образование, гледам јас дека е крајно демотивирано, односно вработените во нашето во тие институции, школи и така натаму се крајно демотивирани. Има многу причини за тоа, може баш каде имаме, како да кажам, некоја за тоа плати, мати и така натаму сите работи, е крајно демотивиран од овој, како се вика, од најнизок ранг на вработени се до највисокиот и во министерствата и во школите. И згора на тоа не се само наставниците и стафот демотивирани, туку се демотивирани исто така и учениците.
А зошто се демотивира? Од што? Од општата апатија во општеството? Од општата апатија, меѓу другото, меѓутоа, ове, како да кажам, поради тоа што гледат дека, значи, нешто се учи овде, а нешто сосема различно се спроведува надвор. Родителите многу често образованието го гледат како, како да кажам, занимална. Место кај што ќе го ставиме детето и детето може да седи таму 8 сати, 5 сати, зависи колку часови има. Оти ние имаме работа и тоа е доста разбирливо до некаде, меѓутоа после тоа не завршува едукацијата и образовниот процес и воспитанието на школо, туку тоа треба да продолжи надвор од школото и самите семејства да се грижат. Имаме ние како се вика, на пример, семејства и појавам луѓе кои што едноставно имаат и средства и овој, како да кажам, појманавам ресурси кои ги спремаат да нивните уствари деца како питбули за да се во овој значи има многу како се вика многу високи очекувања, а во суштина на крај сите се разочаруваат и сите папсуваат. И на крај го гледаме општеството какво е. Општеството плюс минус е исто така демотивирано како што се демотивирани сите вработени во образовниот сектор. Сега, образованието е многу важно затоа што низ образованието се учат оние важни работи во усвари животот, како солидарноста, хуманизмот. Се учат или треба да се учат? Треба да се учат. Се социализираат. Треба да се учат. Да, меѓутоа и јас го гледам школата, барем во мојот случај. Јас сум бил човек што како да кажам многу не осакал школата затоа што сум го гледал оној репресивен елемент како како да кажам, човек кој што бил пасивен. Седиш на школа и пасивно никој ништо како да кажам не те прашува никој. Ти мора да одиш. Задолжително зависи. Јас кога сум учел не било задолжително, и ти мора да одиш на школа, ти мора да слушаш. Како се авторитето се знае кој, ти си оној пасивен рецептор и само ти мора да го репродуцираш сето тоа. И од почеток можеби ти ќе имаш некоја, како да кажам, некоја одбивност, ама после тоа или ќе се прилагодиш, или после тоа ќе бидеш ти, како се вика, дисидентски исчистен и така натаму. И во суштина како се вика. Значи сметам дека има простор образованието да ги вклучи самите лица и самите ученици, он истражувачки дух да се како се вика, да се стимулира и да се стимулира она како да кажам доза потребна доза на бунтовност која што треба да има кај сите млади, а не тоа да остане само треба да слушаш само наредби. Јас мислам дека не треба да слушаат само наредби. Значи сметаш дека образованието треба да ги расипе младите како Сократ што ги расипе? Мора да ги расипе за да ги па да ги пресоздаде што се вика зборот. Јас мислам дека тоа е доста важно. Ќе го осудат на отров образованието кој ги расипува младите. Немам јас таков впечаток кај нас, пример еве јас кога учев, напротив, ти што викаш бунтовност да создава во образованието, бунтовноста се сосекува одма, значи каква бунтовност, а доодиш кај педагогот, одиш ваму таму, незадоволително поведение, еве ти бунтовност, јас така сум поменувала барем, да. Од педагог до незадоволително поведение. Не знам сега како е по школи, дека се поише се збори за критичко мислење, да тоа е за програми или дебатни клубови. Не знам дали малце повеќе им се дава слобода, да, и зависи што, да. Не мислам јас така, пак не знам дали малце поише им се дава него претходно. Некоја, мислам дека како демократија да ме сакат да практикуваат и во смисла дека ве учениците да кажат како мислат тие, не знам какви идеи имат и слично. Ама ако тие идеи задират во нешто подлабоко, мислам дека никој не ги зема во предвид. Замисли некој ученик да
карикирам против системот нешто, против капитализмот, да она и тоа. Ете, пример, земете на ораторските вечери на правен факултет. Освен оние што читат говори таму, што зборуваат за националните теми, никој друг нема освоено прво место, пример. Но он е Иво Пухан. Еве, тоа е дел од образованието. Еден дел, значи, на... Сега, кога спомна за говорите, баш ме враќаш и назад за образованието, нешто друго. Например, еден проблем што го гледам ја кај образованието главно, сега тука може у некои земји е подобро, него кај нас, што кај нас многу образованието се сведува на тоа што го спомна Гени, бар у наше време беше така, ти идеш, примаш настава што треба да ја научиш и после да репродуцираш на памет. Сега, мене ми било лесно учење, не сум сакал многу у школа, идам иако сум модел. И сум бил среќен кога се разболам кога нешто, малце слабоа да имаш друго. А школа ми иде учење, сум сакал, некој сум бил ме интересирало, не со сила ме интересирало. Ама па ние ништо не научивме практично, например. Тие посебно кога спомнав, физкултура, музика, тоа све беше ставено на страна, нешто оттепе ако направивме таму општо техничко образование како беше. Домаќинство немавме и се споредив, не знам, одредена година бев на по 30 и нешто поише години, бев на гости во Австрија, им помагам на некои луѓе у нивната фирма да прават поклони за другите. И гледам како секој се фаќа и секој знае да направи со раце поклон. Ја не сум веш со ножички, со дека не по градинка последен пат сме користеле нешто ножички, значи ние мануално исто, он спомна мануални работници, ама ние не сме за тоа. Например, нас вештини не научат у школа. Да. Генерално не знам како. Не научат ни говорништво. Говорништво некако талентиран, поише ако помалце срамежлив, тој станува како говорник и се наметнува како говорник. Значи ако те учат ти говорништво, ќе бидеш и ќе имаш и подобра самодоверба и подобро ниво на комуникација, сури да не учат. Значи нас вештини не научат само папагали да бидеме. Бар така било се. И тие се папагалите се најдобро, најзависни од систем, најпослушни се, пак не научат никај да садиме цвеќе, ние најмалце знаеме цвеќе, ботаника. Сјали са да смениме не знаеме. Ботаника не знаеме, така да од тој аспект образованието да готвиме не знаеме, те знаеме сега, ама и као у наше време важеше тие што не ги бива као за школа што не ќе дучат, тие од технички школи, тие после стануваат нешто, после ставаат вештини и денеска општеството зависи од нив. А они одат у Германија, ваму таму, кај што поише ги плаќаат, сега ние немаме мајстори, они имаат моќ, а они од друга страна па не ги интересира општеството да размишлуваат, што они си имаат вештината и само наплаќаат што поише. Па и тоа е проблем. Па добро, се тоа проблем дека немаме универзално образование, дека не правиме од нас универзални индивиди, независни да бидеме. Точно, да. Се секој да биде доволно независен, сам да може да си ги обави работите у домот. Сестрани личности не сме. Да, не сме. Тоа е најголем проблем на образованието од тој аспект во однос на како ние се носиме со општествените проблеми со државата така на тоа. Па на крај кога на краиштата и кога правиме некои левичарски организации, многу се зависи од некој техничко познавање кој ме се чека на он да заврши, значи не се споделува, значи тоа треба да се развива такви микрозаедници да учиме едни од други образованието. Мислам, образованието трае додека живееме, ние го сведуваме само на младите. Ние секој ден треба да се образуваме. Секој човек се образува, секој ден има прилика да се менува. Така, тоа е нешто што на кое што треба да работиме. Ние преку овие дебати пробуваме да се образуваме. И овие разговори, тоа е убавото, што правиме образование на поинаков начин, да депрограмираме одредени теми. И со овој начин на образование пробуваме да се тргнеме од некои образци, а пак образованието подразбира некои образци. Да се депрограмираме. Па добро, јас не мислам дека образците сами по себе се лоши, зависи од кого се поставени. Мислам, друго нешто. Може да се дебатира тоа слобода образци и така, на тоа позитивни образци или добра дисциплина, добри работни навики. Има убави теми. Има убави теми. И образованието е клучна работа, стварно е клучна работа, а тока се зима здраво за готово, што младите плюс се борат за образование, се борат за дипломи, купуваат дипломи. Го поистоветуваат образованието со диплома, го поистоветуваат образованието со етикета која што ги промовира пред другите. Со статус, општествен статус. Има тука еден политички чинител во Македонија што сите 10 ки му биле, па се фали со тоа, па другите го ценат, го гледаат. И се они сметаат, види, тука околу корупцијата образованието е многу битен момент, само ми текна сега да го спомнам као. Значи збориме дека ако си платил ти за диплома, ако си купил диплома, тоа апсолутно значи дека ти си нешто
тука го подразбираме корупција образование или професорите, ако ги плаќаш, постои корупција образование, исто тоа го знаеме дека постои. И така. Се има и друг тип на корупција образованието, кај што има строги професори и ученици што сакаат да добијат 5 или 10 или било што. Тие како се корумпираат ученици, со тоа што им се удвараат. Не мора да корупцијата секојаш да е само со пари, него им се удвараат, ги слушаат, исто за факултет за да станеш асистент, да ќе се корумпира, ќе гледаш од него. Така да корупција цело време е образование. Кога те корумпираат као дете или у процес на образование кога ќе научиш корупцијата, после имаме корупција во општеството од цело време. Не е само за пари, да речем. Не, сакам да бидам петкаш, сакам да се и статусот и тоа, мислам, како да кажам, да те усвари сакаат професорите, е усвари доста важна работа, да сметаат на тебе. Па и има усвари луѓе, например, кои што едноставно сакаат, има некоја иницијативност кај ни во суштина и Ама се гледа дека нема некоја, како да кажаме, длабочина, туку и има некоја иницијативност која што сакаат значи да изразат нешто, дека се блиски до, како да кажеме, наставникот и така натаму, и тоа во секој случај нема нешто тоа. Па ова што го спомнав уствари, и се гледа тоа што спомнуваш. Го спомнав уствари беше како одговор на тоа ти што го спомна за демотивација. Демотивацијата од таму постои што никој не го вреднува реално образованието. Од аспект дека знае дека може да купи на оваков или на таков начин, да се одегнае патиштата. Од друг аспект знае дека сега, денеска на интернет може други вештини сам да ги научи, место да троши време у школа или да слуша што ќе слуша мој професор, дали знае или дали не знае. Сосема се изместени тие вредности, приоритети, нема на кој да му веруваш, зашто му веруваш, дали можеш да научиш од него или не, дали ќе имаш ти ќар од тоа или не. Така се размислува. Многу целособзирно практично како се вика лукративно се размислува. Па затоа јас сметам дека не може да се поправи образованието само од себе или па сега да имаме илузија дека ќе дојде некој реформа ќе направи во образованието и демек ќе се спроведува реформата и ќе се средат работите. Значи, бидејќи овие работи што ги зборуваме, еве ти што ги спомнуваш лукративни причини, корупција, обона, значи тие доаѓаат со самата поставеност на општествено-економскиот систем, значи на вредностите. Добро, да, они се внатрешни иманентни на системот, ама ние пробуваме да ги објасниме. Да, тоа не ги гледа секој ден човек. Еве, дали може пример да речеме во цело ова општество што е вакво распаднато и од во економска смисла и во политичка и секаква, дали може ние да се надеваме дека самообразованието може да се оправи ако се вложи доволно труд, пари, енергија, не знам какви реформи се направат и дали во целава, значи пак речем оваа држава каква што е, дали може образованието да биде на оазата, нешто добро што функционира. Не може, јас мислам. Прво не може да се вложи, пошто никој нема да вложи. Па тоа се враќаме на проблемот, значи не може во капитализам ништо да има. Пошто така го гледаме, не може еден дел од општеството партикуларно да се реши. Па ни еден човечки проблем не може толку партикуларно индивидуално да се реши, него се упатени сме еден на друг за некој таков напредок и подобрување. Да, системски се проблемите. Тоа го знаеме, едноставно го кажеме сувопарно, системски се проблемите. Не сакам системски да кажам, оти социјалдемократскиот сојуз многу системски кажува дека направат промени, затоа се забркам. Добро, само може и културни, да речеме, тоа исто значи. Културни се проблеми, на култура ќе кажеме, или цивилизацијски се проблеми. Јас мислам дека поотворено треба да зборуваме што се проблемите, да и кажуваме со точните имиња, бидејќи и ние низ годините сме сакале да бидеме допадливи, да речеме можеби на да и овие да ги привлечеме, да и оние, да и малце вака терминот да го прошириме. Мислам дека треба да заврши веќе тоа време и нели да се кажуваат работите какви што се. Па убаво, тоаш може да отвориме дебати и теми на емисии да објаснуваме поим по поим да одиме, дека одреден поим има различни значења, односно една реалност, еден феномен општествен може да го нарекуваме ние на различни начини, а да збориме за исто. Ако се доближиме на јазикот што го зборат на улица, треба да се доближиме за или што го зборат во академија, треба да се доближиме да се разбереме, да и ние го правиме тоа сега и мислам дека значи сме прилично окей во тоа што го ствари правиме, да не е тоа директно со ствари големата секира сечење, туку онака дел по дел, полека па да се намери во некоја суштина. Што е за тебе слобода, што е за мене демократија? Па добро. Фала ти. Фала ви и вас. За образованието. Па, почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.